уставни измени или предвремени парламентарни избори? За оваа дилема, како што веќе најавив, ќе разговарам со моите гости Фросина Ременски од СДСМ, Артан Груби од ДУИ и Костадин Богданов од ВМРО-ДПМНЕ. Да нагласам дека оваа емисија е снимена заради партиските одговорности на дел од моите гости. Ременски е подпредседател во СДСМ и таа заминува на состанок во партијата. Исто така Костадин Богданов, кој е член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, и двете партии вечерва заседаваат. Артан, дали и ДУИ евентуално има некои состаноци или вие немате за сега потреба? Јасни ни се нашите позиции, мислам дека и јавноста ги знае и изградени се уште пред да започне референдумот. Така да сметам дека имавме предвидено и вакво сценарио и успешно сценарио на референдумот кој што испадна со 610.000 гласови за, како ниту еден процес досега во Република Македонија со поголем легитимитет нема добиено. Меѓутоа, една работа не одговоривте конкретно, дали сте за предвремени парламентарни избори? Ние рековме дека предпочитаме проблемот да се реши во собрание. И ВМРО-ДПМНЕ, и СДСМ, и ДУИ, и ДП, и сите други политички партии во 2016 година ветија интегрирање на Македонија во НАТО и Европската Унија. Сите ветија дека ќе го решат прашањето со името со Грција. Добија мандат за тоа да го направат во собранието. Ако тоа не се случи? И затоа ние сметавме дека нема потреба од референдум, уште од почетокот, и тоа тие позиции наши беа јавни и јасни, и тоа го кажавме и на лидерската средба. И сметавме дека пратениците си имат мандат делегиран од страна на граѓаните на Република Македонија на демократски избори, и тоа да го направат во собранието и да си превземат одговорност, политичка одговорност за носење на тешки, храбри, но историски одлуки. И сметаме дека се уште има простор да се достигне до минимум 80 гласа за усвојување на уставните амандмани, и се надевам дека денес, утре, задутре интензивно ќе работиме со нашите колеги од опозицијата за да успееме да донесеме таа заедничка одлука. Богданов, битно е што ќе се случува во ВМРО-ДПМНЕ вечерва, утре вечер извршниот централниот органите на партијата и консултациите со пратениците. Она што го кажав и во најавата беше повторување на досега кажаното од лидерот на партијата, кој го прогласи договорот за мртов, ги повика пратениците, сите пратеници да не гласат за уставните промени, а потоа побара ВМРО-ДПМНЕ да го добие јавниот обвинител, да се формира на некој начин пржинска влада, па сега нова има и уште неколку други барања. Колку всушност воопшто можеме реално да разговараме дека ВМРО-ДПМНЕ вечерва може да изгради друг став од овој што досега го кажа? Па, како што најавивте вие, вечерва ќе има состанок на извршниот комитет, за утре мислам да ќе закажан централен комитет, меѓувремено ќе има и консултации со претениците, значи евентуално до петок најдоцна, претпоставувам би се знаел ставот конечен на ВМРО-ДПМНЕ. Со оглед на онај што го спомнавте и сите изјави меѓувремено од изминативе неколку дена од страна на председателот, па и од страна на портпаролите на ВМРО-ДПМНЕ, и јас не очекувам некоја драстична измена искрено на ставот, односно да се сугерира, да кажам, на претениците или да се донесе став со кој што тие не би требало да гласаат за уставните измени. Каков ќе биде ставот, ако се донесе прво таков став, веројатно ќе треба да се донесе став што понатака, односно дали ВМРО-ДПМНЕ ќе прифати избори, ќе учествува на изборите, ќе поставува нели овие услови кои што се поставени, ќе има дополнителни, ќе ги намали, доколку не се исполнат овие услови, нема да учествува воопшто ниту на евентуалните предвремени избори и така натаму. Значи веројатно сето тоа ќе го дефинираме во наредните неколку дена. Мојот личен став е дека одговорноста треба да се преземат, да ја преземат претениците во собранието, односно сега тука треба да дојдат до израз нормално политичките партии. Граѓаните на референдумот го кажаа својот збор. Огромното мнозинство, преку 600.000, како што кажа Артан, околу 610.000 гласа за, околу 650 излегува на гласање. Така да, доколку ги гледате оние бројки кои што ги имаме во последните неколку изборни циклуси,
ниту еден изборен циклус не сме имале до сега повеќе од 1.200.000. Мислите ова ќе ми олесни работата на пратениците, тоа што вашата партија воопшто не им ја олесни. Ако излезеше со став да не го поддржи договорот, да побараше против да се гласа, ако го имаше доволниот број на излезност, тогаш ќе им беше многу полесно сега сме во на една пратениците. контрадикторна ситуација да не се поддржува договорот во парламент или ќе се изгради веројатно став да не се поддржи, бидејќи има помалку гласови против, односно доколку би имало поголем број на гласови против, например доколку беа 400.000 против или 500.000 против, Или пак да имаше поголема излезност. тогаш ќе немаше проблем и ќе се гласаше во собрание и ќе поминеше договорот. Значи сега практично е една парадоксална ситуација каде што малиот број на против гласови е некој мотив или база за да се пратениците не го поминат во собрание. Што ќе се случува, како што кажав, ќе видиме во наредните неколку дена. Ремински, и вие имате состаноци за идните чекори што треба да ги превземе партијата, меѓутоа она што пак е битно е да видите што ВМРО ќе реши и дали воопшто има расположение за преговори. Најави заев такво нешто, да се разговара за да се види дали воопшто ќе има услови да се постават предлозите за уставните промени и да почне процедурата во парламентот. Што е целта на вечерашниот состанок? Знаете, ние како одговорна државотворна партија и како одговорно владеачко мнозинство не ги затвараме вратите за диалог со опозицијата и не случајно и пораките упатени после референдумот, завршувањето на референдумското гласање во недела, председателот Заев остави можност да се разговара и во рамките на опозицијата и секако да се направи еден обид за надпартиско поставување на прашањето за уставните измени, имајќи во предвид дека овдека најмалку треба да бидат на линија рейтинзите на партиите или добивањето на одредени партиски поени за ова прашање, имајќи во предвид дека на ова прашање не треба да се градат кариери, напротив, треба да се понесе политичка одговорност или условно кажано политичка жртва заради иднината на Република Македонија. Меѓутоа, од друга страна, оние барања што ги постави Мисковски веќе се одбиени. Денеска пристигна и документите за и барањето за анкетна комисија за испитување на процесот на референдумското да го завршам ова што имав да го кажам на самиот почеток, имајќи го во предвид и ставот на представникот од ВМРО ДПМН по однос на тоа како ќе одлучува партијата и дали им е воопшто лесно да ја донесат одлуката. Можам слободно да кажам, верувам дека и тој ќе се согласи дека ВМРО ДПМН во стартот влезе неподготвено или негативно во процесот на оценка на договорот со Република Грција, имајќи во предвид постапките во собранието и воопшто не им олесни на пратениците прво да изнесат своји ставови по однос на гласањето во делот на ратификацијата на договорот, за да сега ги става уште во понезгодна ситуација под некаков притисок од вон парламентарни движења да се приклонат на некаква позиција на бојкот, што ја покажа и за време на референдумот, а сега веќе да прифатат и некакви јавни, лични изјаснувања за тоа дали прифаќаат или не прифаќаат некакви уставни измени во собранието. Сметам дека референдумот, имајќи во предвид дека е консултативен, ја направи широката консултација. Прашањето на неизлезност на симпатизери и на останати граѓани од Република Македонија на референдумот е прашање за дебата, меѓутоа факт е дека 610.000 граѓани кои што го дадоа својот глас за, веќе одредуваат одредена критична бројка која што налага и соодветна политичка одлука. Во делот на барањата кои што се испорачани од председателот на опозицијата, имам чувство дека тој прилично брзоплето влезе и во тој прес после референдумот, со еден речник кој што не остава простор за некакви здрави државнички одлуки кои што треба да ги донесе партијата. Меѓу другото беа и оценети како што беа оценети од меѓународната заедница, денеска веќе и од сестрински партии многу по-експлицитно и по-отворено. Прашањето на анкетната комисија е законско гарантирано право на пратениците да поднесуваат иницијативи. Меѓутоа, дали воопшто има простор за политички преговори?
ова што го бара Мицковски, Пражинска влада, јавен обвинител. Затоа се остава просторот. Значи се остава просторот до следнава недела, секако до истекот на оној период во кој што разумно треба да се гледаат роковите за можни, евентуално неуспешни преговори и можни предвремени парламентарни избори, е отворено се на маса, но повторно ќе кажам, тука треба да дојде до израз државничкиот пристап, реалниот и рационалниот пристап од страна на опозицијскиот лидер, доколку сака да биде ценет како субјект кој што навистина знае во овој критичен момент да ги стави партиските интереси во втор план. Вие како дуиста прилично позитивни сметате дека е можно да се седне на заедничка маса. Меѓутоа факт е дека колку повеќе и СДСМ и ДУИ тоа го вели, толку повеќе барања испорачува ВМРО ДПМН. Денеска неофицијално е поставено прашањето дека тие велат дека бараат и експертска влада, која би била до крајот на 2019 година. Велат дека тоа го бараат заради незадоволството од владењето на оваа влада. Значи, колку повеќе споминува времето, еве за еден ден, два се зголемија барањата на ВМРО ДПМН и истото прашање како за Фросина, дали е воопшто можно политичко пазарење и дали ВМРО ДПМН е воопшто во позиција да испорачува барање, односно вие како коалициони партнери да ги ставате на маса нивните барања или едноставно ќе одите на предвремени избори и овие за нив се апсолутно неможни барања? Јас не би го нарекол по никој случај, по никакви околности политичко пазарење, затоа што се работи за најсуштественото прашање за Република Македонија. Нели, низ цела кампања велевме дека се работи за прашање кое што ни овозможува одржлив мир, сигурност, стабилност. Не, тоа не е спорно и тоа се види во кампањата. Не може да има пазарење за такво едно прашање. Меѓутоа факт е дека ВМРО ДПМН го бойкотираше референдумот и е надвор од процесот. Сега влегува во процесот со политички барања. До сега не била во можност, еве цело време се жалеа, ние не учествувавме во договорот, ние не бевме прашани, на крај резултираше и со бојкот. Сега веќе поставуваат на маса конкретни барања. Кога си имате некој став, ќе си измислите аргументи за да си го поддржите тој став и да си креирате наратив во јавноста, во партијата и за себе си, да се убедите дека тоа е правилниот пат. Правилниот пат, нека каже некој од ВМРО ДПМН или од било која друга партија, освен нели другите вонпарламентарни партии што се организира под тоа наводното движење бойкотира, дека има друг пат освен НАТО и Европската унија. Ма тие не велат дека не се за НАТО и Европската унија. Видете сега, да не се враќаме назад во процесот. Да одговарате по-конкретно. Која е алтернативата на ВМРО ДПМН ако пропадне договорот со Грција? Ако пропадне поканата наша за зачленување во НАТО, ако ни пропадне датумот за отпочнување на преговори за членство во Европската унија. Која е алтернативата? Нивната алтернатива е да се продолжи со процесот на преговори, така велат неофицијално, да продолжат преговорите, а во меѓувреме испорачуваат барања. Кои што велам дали се воопшто реални. Вториот момент околу тие барања кои што ги споменувате. Значи, Пržинската влада е инкорпорирана и во законот за влада, е инкорпорирана и во изборниот законник. Така да тоа е веќе законски решено во тој дел. Во однос на другите прашања, колку што гледам, ако не се лажам, јавен обвинител и уште едно трето беше, не се сеќам во анкетна комисија. И анкетна комисија. Они се пратеници, може да си поднесат барања, може да се формираат со гласање во собранието анкетна, нема никој што да крие за денот на референдумот. За нас денот на референдумот беше всушност прослава на зачленувањето на Македонија во НАТО и Европската унија со огромно, апсолутно мнозинство. Меѓутоа таа прослава нема да заврши со огномет ако не се изгласаат уставните промени. Тоа се знаеше, дури да имаше 1,5 милиони гласачи, дека ќе мораше процесот да оди во собранието на Република Македонија. Немаше двумење воопшто. И затоа охрабрувачки се ставовите кои што вела дека треба се делегира, кои што доаѓаат од ВМРО ДПМН, дека треба се делегира одлуката во собранието, затоа имат мандат. Затоа се политичари пратениците. Не можат да очекуваат да пливаат и да излезат суви од водата. Ременски Кусо пред Богданов. Ќе ми дозволиш, значи, има простор, само да докажам 30 секунди. За мене, за ДУИ, има простор за да се разговара, за да се осигураат 80 гласови. Ако треба колективно, ако треба индивидуално со пратениците. Мора да се постигне тој број
и мора политичарите, политичките партии и пратениците да си ја превземат одговорноста врз себе, ако тоа и дури ако ги чини со политичка кариера. Повелете. Значи, Снежана, ова што го поставуваш како прашање и ги набројуваш барањата поставени од лидерот на опозицијата, за мене лично е дефокусирање на дебатата за важноста на ова државничко прашање наспроти партиските преговарања и боксување на некоја добра преговарачка позиција. Јас верувам дека Мицковски сега се чувствува моќен, бидејќи уставните измени зависат и од гласовите на дел од пратениците во собранието и сега смета дека таа позиција е добра да стави на маса прашања кои што може да бидат прашања за дебата, но не во овој суштински момент за државата, во кој што се бркаат рокови кои што знаеме дека ако ги пробиеме не се добри за државните интереси. И на крајот, партијата која што со вакво неодговорно однесување ја доведува Република Македонија во сериозна политичка и меѓународна криза, би кажала, имајќи во предвид очекувањата и меѓународните интеграции на Република Македонија, не е во така лагодна позиција да поставува услови, да поставува барања, имајќи во предвид дека и меѓународната заедница, меѓутоа и неодговорно е и кон граѓаните на Република Македонија, пред сека кон државата, ако сакаме да градиме позиции на државата, а од друга страна да се однесуваме најнеодговорно во најисторискиот момент за државата кога ја трасираме иднината. Богданов, јас да кажам дека на претходниот извршен комитет вие не се согласивте со ставот што потоа го изнесе Мицковски, секој граѓанин да постапи по сопствено убедување кога стануваше збор како ќе се изјасни на референдумот, односно немаше став партијата за да излезат граѓаните на референдумот. Воопшто вие сметавте дека секој граѓанин треба да излезе и да си го каже своето да или не на референдумското прашање. Ова го кажувам за да им биде јасно на гледачите какви се вашите ставови, што вие вечерва ви предложиле, дали нешто различно од овој курс што досега го има извршниот, односно највисокиот орган на партијата и дали воопшто можете да смените нешто? Точно, кога се градеше партискиот став, неколку од нас во извршниот комитет бевме за една од опциите, која што не помина со мнозинство, да се повика членството да излезе на гласање, без оглед дали ќе гласа за или против, согласно своите убедувања. Меѓутоа, со мнозинство гласови беше донесена одлука секој сам да се реши дали ќе излезе и ако излезе дали ќе гласа за или против, што сметам дека беше исто така доста демократска одлука да се остави членството самостојно да се реши и затоа и тука не можам да се сложам со колешката од Социјалдемократскиот сојуз дека ВМРО водел негативна референдумска кампања и со тоа да се импутира дека виновник за неуспешноста на референдумот е ВМРО или само ВМРО практично официјално не водеше никаква кампања? Токму така, не водеше кампања, меѓутоа се видеви на избирачките места дека на некој начин беа отворени, немаше притисоци освен во Австралија, можеби на неколку ситни низ државата. Граѓаните, односно нашето членство, доколку сака, може слободно да излезат и да гласаат. Меѓутоа, поголемиот дел, за жал, моје мислење, одлучија да бойкотира. Јас повеќе сметам дека вината за неуспешниот референдум е токму кај власта, односно кај Социјалдемократскиот сојуз, не само тргнувајќи од тоа што опозицијата не беше вклучена можеби доволно во целиот процес од самиот почеток. Меѓутоа, еве конечно и самиот факт, самиот резултат дека референдумот законски е неуспешен, точно дека е висок цензусот, точно дека е непрочистен списокот, точно е дека можеби за некои прашањето не беше сосема соодветно. Меѓутоа, тоа сето беше во нивни раци, уште пред да одлучат да се оди на референдум, претпоставувам дека требаше да знаат или знаеле дека 900.000 е извонредно висок цензус да се постигне со ваков избирачки список, значи тоа треба да бидат свесни. Моje мислење е дека можеби подобро ќе беше опцијата да се одеше со две прашања. Првото прашање да беше исклучиво за договорот, второто за ЕУ и НАТО.
бидејќи верувам дека сите овие 610.000 луѓе кои што гласачи кои излегоа и дадоа поддршка беа доволно свесни дека гласаат за договорот, а не гласаат за ЕУ и НАТО. И истите тие 610.000 гласови мислам дека ќе се беа позитивни за првото прашање, доколку имаше две, а второто веројатно ќе добиеше огромно мнозинство. И со тоа ќе беше исполнет и цензусот, бидејќи самиот закон дозволува на еден референдум да има повеќе од едно прашање и веројатно ќе имаше првото прашање повеќе за, отколку бидејќи тоа заклучивме дека повеќе од 1.200.000 ке нас на ниедни избори до сега. Да, тоа е единствена работа на што се согласуваат власта и опозицијата, дека е непрочистен избирачки список. По мене и кампањата беше промашена, не допре до ВМРО-ското членство. Не ги мотивираше оние против што се. Да беше предводена од највисоките функционери од Социјалдемократскиот сојуз, кои за нивна жал да кажам, тука е пред се премиерот и вице-премиерката, не можат да допрат на некој начин до ВМРО-ското членство и да го мотивираат да излезе да гласа. И може би самата содржина на договорот се изгуби многу време, односно беше кратко време да се објасни на луѓето, така да повеќе го прифатија наративот на Бачев, Грчева и така натаму за некои апокалиптични сценарија за Македонија, дека ќе се распадне земјата и веќе нема да постои и така натаму и така натаму. И мислам дека беа доволно свесни дека има огромно мнозинство кое ќе бойкотира. Тоа се вртеше по социјалните мрежи и по и анкетите покажуваат дека од оние што се тука Снежана влегуваме во оној дел на кое што ВМРО цело време алудира со потенцирање дека условно кажано неуспешниот референдум е заслуга на СДСМ или за начинот на кој што се водела кампањата. И сега се обидуваат за собствената неодговорност да си најдат некакво алиби или оправдување како членството се прилепило кон реторика на некои парламентарни движења и партии по апокалиптичните сценарија. И тука не може ВМРО да се амнестира од одговорноста. Зошто не влеговте во кампања да им објасните дека нема апокалиптични сценарија, дека има гарантиран македонски јазик, македонски национален идентитет, заштитено име и обезбедени евроатлантски интеграции. Значи, вие испуштивте шансата на вашето членство да им ги разбиете манипулативните реторики кои што ги прима секојдневно. Инаку, дозволете, и денеска Столтенберг денеска јасно и гласно кажа, ви упати токму на вас порака, дека не можете да бидете за членството во Европска Унија и НАТО, а знаете дека сите препораки и за членството во НАТО во моментот што го имаме и почетокот на преговори со Европската Унија е врзано со договор. Богданов, одговорите, а ние имаме анализа за тоа како се движеле гласовите на СДСМ за референдум. Промашеноста на кампањата сведочи бројката конечна која што излезе, која гласаше за, значи очекувањата на власта беа 700-750.000 за, што значи дека дури нивните членови, поддржувачи, симпатизери во огромен број, значи преку 100.000, не излегоа да дадат поддршка. Очигледно, веројатно тоа не е пак вина на ВМРО, дека и на нив не сме им објасниле како стои договорот, и тоа се факти, тоа се бројки, особено меѓу албанската етничка заедница, каде што имаме поголеми градови кои имаат многу помала излезност отколку на пример локалните избори, дури некои до 10% и 20% има некои кои што е Кичево, да кажем. Така што излезноста во центар беше поголема отколку во Тетово, излезноста во Карпуш беше поголема од Девар. Значи центар и Карпуш практично и урбаните средини го правеа просекот на овој референдум. Добро, тука можни приврзаници на ВМРО да гласат за. Да, само Артан. Тезата е дека албанците не излегоа и не беа мотивирани да излезат на референдумот онака како што тоа го прават на избори. Не, веројатно ВМРО пак повторно криво и за тоа. 2,4 милиони државјани има Република Македонија. Државјанство издадени. Од тие во избирачки список се сите што ги наполниле 18 години, нели? Тоа се 1,8 милиона. Обично на последното прочистување на списокот издвоивме скоро 300.000 гласови од диаспората, што би било 1,5 милиони резидентни гласачи. Так, тоа и тоа се знаеш. Може би е малце подлабоко и секогаш просечно излагање на гласачите е 1,1 до максимум 1,2 милиони гласачи. Албанските гласови низ северозападот на Република Македонија, и тоа статистиката веќе го покаже и Државната изборна комисија, и
Се што имавме, извадивме на тие гласови. Значи, резидентни гласови кои што се таму. Зошто тогаш на изборите во некои градови како што Вили Буѓанов има повеќе гласачи? Затоа што во Кичево тогаш гласа... Јас не мислам само за ДУИ, мислам Генерално за БЕСА и за зборуваме за Алијансата. Да, за да бидеме појасни, значи во тие градови кои што ги споменува, освен Кичево, всушност влада е Алијанса. Да речеме Гостивар, Боговине, Врапчиште, Желино, Беса. Тие се општините кај што имаше помал одзив. Во другите општини, Кичево е на ваш бастион? Кичево е 85% излезност на албанското гласачко тело. Или доаѓаат од странство да гласаат кога се парламентарни избори? Нема гласач. СДСМ него мотивираше нивното во Кичево. Сакам да кажам, ниту ВМРО, ниту СДСМ предпоставувам во тие градови, затоа што албанското гласачко тело, прогледнете ги статистиките, кај што се гласа, например, има 85% гласање во избирачки места во Кичевско. Добро, во Сара има и 100% на некој изборно место. Нема 100% на нито едно. Има и такви случаи. Нема 100% на нито... Па нормално дека ќе биде, затоа што, например, сите сакаат Европска Унија и НАТО. Ова е нешто за што се залагаме 30 години. Меѓутоа има разлика од излегувањето на албански гласач на избори до излегувањето на референдум. Не може во мешани средини, како што е Чаир, како што е Кичево, како што е Струга, како што е дури Дебар и други. Друго е Боговиње, каде што нема ниту едно село со македонци. А вие велите таму Алијансата каде што нема ниту едно село со македонци. Таму може да стои аргументот, но не може да стои во Чаир, затоа што таму треба да излези гласачкото тело на ВМРО ДПМН и на СДСМ. Ајде вака, да ги видиме конкретните бројки. Имаме анализа, нашиот колега Огнен Чанчаревиќ ја направи, па еве да ги видите бројките. Главно се однесуваат на освоените гласови на парламентарните избори за градоначалници на СДСМ и сега за СДСМ на референдумот. Многумина ќе кажат можеби не се споредува, меѓутоа еве дава јасна слика. Топ тема на ваша страна анализираше дали неуспехот на референдумот и слабиот одзив се должи исклучиво на бојкотот од членството и симпатизерите на опозицијската ВМРО ДПМН и каков одзив имало гласачкото тело на владеачката СДСМ. За да биде што е можно поверодостојно и попрецизно, ги анализиравме резултатите само во општините, каде што на локалните избори кои се одржаа пред точно една година имаше директен дуел меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, или пак дуел меѓу кандидати од двете партии и независни кандидати, вкупно 57 општини. Мора да се нагласи дека станува збор за два различни избирачки процеси и две диаметрално спротивни теми на кои влијаат многу фактори, како што е задоволството или незадоволството на гласачкото тело од политичарите, локалната и централната власт и секако тежината на референдумското прашање и самиот процес која доведува во прашање можноста за ист или подобар резултат. Во анализата ги користиме исклучиво официјалните податоци од Државната изборна комисија, објавени на нејзината веб страна за локалните избори и за референдумското гласање. Во неделата, 37.687 граѓани излегоа на референдумот и се изјаснија против договорот со Грција и за нив не може да се утврди политичката провиниенција и дали и како гласале на локалните избори. Најголема разлика има во општина Битола, каде на локалните избори кандидатот на СДСМ Наташа Петровска, која го доби градоначалничкиот мандат, освоила 31.337 гласа, а на референдумот 24.852 битолчани го поддржале договорот со Грција, што е за 6.485 гласа помалку. Во Охрид, градоначалникот на СДСМ Јован Стојановски победи на локалните избори со вкупно 18.262 гласа на своето конто, а во неделата за гласале 14.401 граѓанин или 3.861 глас помалку. Во Велес, градоначалникот од редовите на СДСМ Аце Коцевски го доби мандатот со освоени 15.962 гласа, а во неделата на референдумот позитивно се изјасниле 12.599 граѓани или 3.531 глас помалку. Во Прилеп кандидатот на СДСМ Илија Јовановски победи на локалните избори освојувајќи 23.607 гласа. Во неделата договорот со Грција го поддржале 20.451 гласач, односно 3.156 помалку. Голема разлика има и во Кочани, каде на локалните избори кандидатот на СДСМ Николчо Илиев освои 11.622 гласа, а во неделата позитивно на референдумот се изјаснија 8.778 граѓани или 2.844 помалку.
Интересно е што и во Струмица има голема разлика во резултатите. Во октомври минатата година Коста Јаневски од СДСМ победи на изборите со 18.502 гласа, а на референдумот поддршка на договорот дадоа 16.001 гласач или 2.501 глас помалку. Слична е сликата и во скопските општини. Со исклучок на Центар и Бутел, каде што на референдумот има подобар резултат, односно поголем број на гласови од локалните избори, во сите останати општини исходот одеше на штета на позитивниот исход на референдумот. Најголем пад во бројот на гласови има во Кисела Вода, каде Филип Темелковски победи со освоени 17.154 гласа, а на референдумот за е заокружено од 14.313 гласачи, или 2.841 глас помалку. Негативна разлика има и во Ѓорче Петров, каде градоначалникот Александар Наумовски доби 13.155 гласа, а договорот со Грција го поддржаа 10.572 граѓани, или 2.583 гласа помалку. Општината во која имаше убедливо најмал одзив на референдумот од само 16,97% е Струмичко Новосело, каде градоначалник е Боро Стојчев од редовите на СДСМ, осуден па помилуван за шверц на цигари. На локалните избори тој освоил 3.005 гласа, а во неделата на референдумот поддршка на договорот му дале 1.756 граѓани, односно 1.249 гласа помалку. Во анализата на податоците од локалните избори и референдумот, топ тема на ваша страна не ги обработи Тетово, Струга, Кичево, Куманово, Чаир и Шуто Оризари, бидејќи во овие општини на локалните избори немаше директен дуел меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, иако имаше коалиции и јасно групирање. Надолен тренд во бројките споредени со локалните избори и сега можете да кажете дека тоа не се споредува, па може би требало советнички листи или парламентарни избори, меѓутоа се гледа надолниот тренд во гласовите на оние што излегле и напомена колегата дека се работи за позитивни гласови кои биле за на референдумското прашање и во општини каде што биле СДСМ наспроти ВМРО ДПМН. Значи вака, ние во партијата веќе ги правиме партиските анализи по однос на параметрите кои што се движат од до изминатите изборни циклуси и референдумското гласање, но секако не ги врзуваме исклучиво на ниво на партиска паралела, имајќи во предвид дека оправдано е во одредени, да кажеме, општини и незадоволството од граѓаните за нефункционалност на одредени, да кажеме, прашања кои што и интереси кои што ги промовираат граѓаните и тие се релевантни и се, да кажеме, прашања кои што не треба да се занемарат имајќи во предвид она што е партиска анализа. Но повторно ќе кажам дека овдека не треба исклучиво да се прави паралелата помеѓу партиските политики или излезноста на парламентарни и локални избори, имајќи во предвид дека целата кампања беше во духот на тоа дека овдека не станува збор за партија, туку дека станува збор за Република Македонија. Нас ни е тоа јасно и ги калкулираме дури оние гласови што може би биле луѓе од ВМРО што гласале за, па ги ставивме на контото што не сме успеале многу повеќе и многу подобро да допреме до граѓаните и да им објасниме дека овдека не се оценуваат локалните политики, не се оценуваат владините политики, дека за тоа секако има мегдан, туку дека се одлучува за исклучително историско важно прашање за Република Македонија. Костадин Богданов го говореше, вашата кампања секако не допре до крај и второ не ги допре оние што се против да ги мотивирате да излезат. Значи вака, јас ги правев анализите по однос на неизлезноста на изборите во сите изборни циклуси од 1991 година, заклучно со локалните избори. Тој процент се движи, значи просекот на неизлезност на граѓани на гласање, независно дали се локални, председателски, парламентарни, е 38,3%, што е некаде една бројка од пола милион, што во ниту еден изборен циклус нема интерес да излезе на гласање. Значи тоа е секако не е за подценување и не е за занемарување, имајќи во предвид дека и на парламентарните избори во 2016 година и на локалните избори излегува голем број на неопределени гласачи. Но да не изумиме следно. Дали била успешна кампањата, какви пораки биле пратени, тоа можеме да го анализираме и го анализираме бидејќи се пратени најдобрите пораки што акцентираат важност на договор за решавање на евроинтеграцијски процеси на Македонија. Но
да не заборавиме дека целиот период наназад, почнувајќи од донесување на закон за употреба на јазиците, ратификација на договор со Бугарија, ратификација на договорот со Грција. И сите процеси кои што политички ги водеше владата, а беа своевидно саботирани и од председателот на државата и од опозицијата, беа подсилен, надворешен, би кажал насилнички пристап од вон парламентарни движења и поединци, кои што нанесоа сериозна штета на слободата, на правото и изборот на граѓаните. За да не се враќаме многу назад, со оглед на тоа што верувајте дека ние можеме да ги оценуваме начините. Морам да ве прекинувам, затоа што вечерва се носат многу битни одлуки во партиските штабови. Ова беше една куса анализа на гласовите. Костадин, ви имате различен став, дали имате закани и можеби по вечерашнава емисија и по вашите ставови изречени на извршниот комитет, таков различен став имаше Јанчев, например, а на гласање отидоа претениците Рангелова, господинот Крсто, па отиде и господинот Данев, и сите се соочија со голем број на напади. Не е дефинирано дали се организирани нападите или не. Па добро, нападите се најчесто преку социјалните мрежи, така да дури некои не советува да се ги тргнеме профилите и така Тргнете натаму. профилот на Данев, например, денеска. Да, го поставам. Поголемиот дел од коментирачите се непостоечки ботови, така наречени. Нормално има и поголем дел кои што се вистински луѓе и кои што се засегнати со самиот договор. Тоа сакав, иска да го кажам и на Фросина, дека не се работи само за мотивирање на членството, затоа што ние имаме голем дел од членството кое навистина убедено и мисли дека, не знам да кажеме, се директни потомци на Александар Македонски, дека идентитетот го црпат од таму и слично, така што оние членови во договорот кои речистуваат, да кажам, со тој дел, кои практично ја градат македонскиот идентитет согласно она што ние сме учеле, да кажем, во основна и средна школа, словенски идентитет, го разграничува. Тие не може да го прифатат реално, така да без оглед дали бојкот, не бојкот, тие нема Кристијан Мицковски, дали ќе повикал јас или не знам Груевски или било кој, тие 100 или 200.000 луѓе кои што се идентификуваат со тој култура, јазик и така натаму и историја. Ама за тоа требаше да се дебатира. Требаше да се објасни, а не да се негира по секоја цена договорот. Прашањето ми е следно, за да не идеме на делови од договорот. Ако имате закани заради изречен збор, пред што се соочуваат пратениците и дали воопшто таа позитивно што има гурби дека можно е, дека би било добро да се преговара, да се излезе на гласање за уставните промени е возможна, со оглед на тоа што Данев го избрише дури и Facebook профилот, а пратеника кој што излезе на гласање, кој што сега потоа кажа јасно дека нема да ги поддржи уставните промени. Значи, кој да им нуди нешто, ќе се чувствува како закан. Ако вие пристапите позитивно и нудите нешто, или другата страна нуди нешто, и во едната и од другиот случај може да го протолкуваат како закана. Тешко ни паѓа, искрено, нас уште потешко, поготово мене, бидејќи ние сме изложени на тие напади што од лани летот од кога побаравме реформи во самата партија. Во вакви услови не можно да гласаат, тоа велам, во ваква една клима. И бевме изложени, веќе се навикнавме на некој начин, на социјалните мрежи, као некоја редовна дневна доза. Меѓутоа, еве, сега се соочија и останатите као Рангелова, Данев и така натаму, Митко Јанчев особено, кој беше изложен неколку дена на страшни напади, секакви пораки и така натаму, кои дури не се ни закажување во јавност. Дали е лошо би било, не сакам да верувам во тоа дека тоа е синхронизирано и организирано од некое место или од некој врв. Меѓутоа, па факт е од друга страна дека оние кои што беа во другата крајност, односно бојкотирачите, да ги кажам, предводени од Антонио Милошевски, тие беа глорифицирани на социјалните мрежи, односно немаше ниту еден негативен коментар од било кој член или така натаму на социјалните мрежи, поготоа не со таа содржина кој што беа на нас упатувани. И тука бевме во неравна правна положба, иако ставот беше нели растеглив, широк. Очигледно влијаат на пратениците. Очигледно еве да го слушаме изјавата на Данев, кој што беше, кажав, на гласање, а потоа уште вечерта напиша став дека не ги поддржува уставните промени. Очигледно влијаат на пратениците.
Вие бевте еден од ретките пратеници на ВМРО ДПМН кој гласаше на референдумот, без оглед како се изјаснивте. Дали потоа беа упатени кон вас голем број на закани и притисоци, бидејќи гледаме дека вашиот профил на Facebook е деактивиран? Со што се соочивте по референдумот? Не, апсолутно, тоа е во моментот ирелевантно за притисоци. Не сум имал апсолутно никакви притисоци околу референдумскиот ден, но мојот став беше во рамките на ставот на партијата и јас од првиот ден, кога влегов во политика и кога станав пратеник, стојам на становиште дека овој проблем што го има Република Грција со Република Македонија, за проблемот треба да се изнесат 2 милиона граѓани на Република Македонија, а не за тоа да одлучуваат 120 пратеници во собранието на Република Македонија. Тоа е еден конзистентен став на ВМРО ДПМН веќе 12 години. Нешто друго што повеќе загрижува во овој момент е референдумскиот ден и процесот на одвивање на референдумот. Од страна на ВМРО ДПМН и од страна на целокупната објективна јавност забележани се сериозни нарушувања на референдумскиот процес и на вистина со еден таков референдумски процес, односно таков тек на настаните во неделата за време на референдумот, Република Македонија се враќа многу децении назад и ова мора органите на државата задолжени да ги испитаат овие нерегуларности, да си ја завршат својата работа во што е можно побрз рок. Сепак владеачките партии велат дека референдумот не го поништува договорот од Преспа и дека тој се уште има простор да се спроведе и понатаму. Следни чекори би биле поведување на постапка за уставни измени во собранието. Дали пратениците на ВМРО ДПМН, односно дел од нив кои што се неопходни за да се исполни тоа двотретинско мнозинство, има некакви разговори со владеачките партии за спроведување на оваа постапка? Значи вака, јас уште вечерта после референдумот јасно и гласно, прецизно и децизно се изјаснив дека за мене оваа процедура референдумска е завршена, односно уставните норми за успешен референдум не се остварени. Членот 73 од Уставот на Република Македонија, кој што го тангира референдумот и успешноста од референдумот не се исполнети. Така да лично јас како пратеник на ВМРО ДПМН апсолутно по вакви референдумски резултати и со ваква волја на граѓаните нема да учествувам во промена на Уставот со цел промена на уставното име. За ова мора да понесе одговорност организаторот на референдумот, оние што го водеа процесот околу референдумот, а тоа е владеачкото мнозинство на чело со Зоран Заев. Така вечерва ВМРО ДПМН ќе има извршен комитет на кој што ќе бидат разгледани опциите за понатамошното политичко делување. Вие веќе наведовте неколку услови, меѓу кои назначување на нов јавен обвинител, формирање анкетна комисија во собранието и така натаму. Дали се ова единствени барања и дали сите очекувате СДСМ да ги исполни? Верувам само во демократијата и во гласот на граѓаните и интересите на граѓаните на Република Македонија. Како политичари, ние сме должни да ги почитуваме тие пораки кои што ни ги праќаат граѓаните од изборите. Во игра е евентуална, да речеме, широка влада, во која што ВМРО ДПМН би добили одредени привилегии, со тоа што предвремените парламентарни избори би се одложиле до претседателските. Дали такво сценарио е во игра и уште на прашање дали во ВМРО ДПМН постои можност за одржување на вонреден конгрес. Таа информација сигурен сум дека ја знаете, дека простори во јавноста за евентуална промена на раководството сегашно и со едно ново раководство да се настапи на следни избори. Значи, прво, не е во прашање привилегиите на политичките партии во Република Македонија. На преден план на политичките партии треба да бидат привилегиите, односно доброто на граѓаните на Република Македонија. Политичките партии постојат за да овозможат поквалитетен живот на граѓаните на Република Македонија. И тоа треба да биде единствена цел и приоритетна цел на сите политички партии во Република Македонија, без разлика дали се во опозиција или се во позиција. Во ВМРО ДПМН, како и секогаш, а во минатото, сега, јас сум убеден дека и во иднина ќе биде и е монолитна партија во која што има различни мислења, но ставовите се испочитуваат од страна на сите чинители кои што се внатре во ВМРО ДПМН. Ова беше ставот на Данев, кој реков дека промените веднаш кажа дека тој ќе гласа за уставните промени
веднаш после гласањето, меѓутоа груби ги видовме пропустите и на едната и на другата страна. Вие сте сепак оптимист и нема дефиниран став, пак ќе кажам, дали да се излезе на парламентарни избори или не. Меѓутоа, ве плашат вас парламентарни избори или навистина сте убедени дека треба да има... Ви благодарам многу за прашањето, да го наречав, немаше да го добија. Значи, резултатите на референдумот покажуваат дека имаме најмалку 10% повеќе гласови од локалните на советничките листи. Што значи, ако би оделе сега ние на избори, Демократската унија за интеграција, ќе добие неапсолутно скоро сите гласови на албанската заедница во Република Македонија. Затоа што видите опозицијата распарчена и таму каде што имаат градоначалнички места добија минимум гласови за вакво екстремно битно прашање за нашата заедница и за сите граѓани за целата држава. Тоа е неспорно. Што значи, ако има на некого што му одговарат моментално предвремени парламентарни избори, тоа е Демократската унија за интеграција. Ние решивме, како што и претходно решивме, ние плативме цена во 2015 година затоа што не излагавме од влада, за да не предизвикаме предвремени избори на кои што тогаш СДСМ ќе изгубеше. Издржавме во влада за да се постигне тоа државничко однесување на Демократската унија за интеграција, да се постигне договор, Пржинскиот договор, да се оди на избори заеднички и со тоа изгубивме 10 пратенички места. Така, ви благодарам за конкретниот став во однос на изборите. Дали би прифатиле заеднички листи со СДСМ и со останатите партии на албанците, што по мене е многу комплицирано, наспроти ВМРО ДПМНЕ кој би бил сам во тој процес? Значи, многу е хипотетичка темата во моментов. Меѓутоа, дали е можна? Ја би сакал да се навратам на изјавата на Данев, на позициите на реформаторите во ВМРО ДПМНЕ и на нашите позиции. Зарем навистина сметате да бидете во политика, да бидете пратеник, министар, градоначалник и да одлучувате само за убави работи? И да одлучувате само за зеленила, за зелен парк, за не знам што таму, за најобичен закон? Ако немате храброст, одете си дома. Реков и претходно. Ако сакате да влезете во вода и да излезете суд, не сте за во политика. Мора да превземете одговорност. Ако вие закани се сериозни за Данев и за било кој друг, ако ги споредувате со заканите што јас ги добивам, извинете на израз, но ова е гола вода. Добро. И сега, мене ме вади од кожа, неискрено да ви кажам, таква неодлучност на заедницата, која што всушност треба да биде мотор на цела оваа кампања, на цел овој процес. Да ви дадам пример со Косово. Многу сум искрен затоа што е емотивно прашање, сметам дека се одлучува не за мојата судбина на моите 3 деца, за таа судбина. Затоа емотивно приоѓаме на цело ова прашање. Затоа треба храброст, а не ти се заканил некој на Facebook со фейк профайл и се уплашив, јас се повлекувам, си го сменувам. Меѓутоа, бидејќи немаме многу време, не ми одговоривте на прашањето дали е воопшто можно заедничка листа со СДСМ. Албанците на Косово направија компромис со знаме, со државен гурб, со химна, со устав најлиберален во Европа, само си направа држава. Повторно ќе ве вратам на прашањето, дали воопшто ДУИ има разговарано и размислување ако се оди на вонредни парламентарни избори да настапат на заеднички листи? Не е дискутирано воопшто во Демократската унија за интеграција тоа прашање, затоа што всушност не е ни прашање сега во моментов. Ние се залагаме да воспоставиме многу конструктивен диалог со храбри пратеници во ВМРО ДПМНЕ кои што би се присоединиле на парламентарното мнозинство за изгласување на уставните амандмани. Ремински, за вас истото прашање, доколку настапите на парламентарни избори вонредни, дали би биле тоа заеднички листи со ДУИ и со други албански партии, односно она што Тодоров го кажа овде, на една страна да биде Европската коалиција, наспроти изолираното ВМРО ДПМНЕ? Тие се одлуки кои што ќе ги носи партијата во следниот период во зависност од тоа како ќе се одвива процесот. Јас сум за спротивставување на два концепти. А тоа е концептот на изолација и ова, да кажеме, проруско ориентирање на претседателот на државата и генерално
вон парламентарното движење кое што го бутка во тој, да кажеме, несериозен политички процес со далекосежни реперкусии за Република Македонија, и од друга страна концептот за Европска Македонија, која што покажа дека има капацитет да добие гласови на парламентарни избори и за да ја извлече Република Македонија од оваа Верувате криза. дека може да се направи двотретинско мнозинство доколку излегува? Да, верувам дека и може да се направи, но без заеднички листи? повторно ќе кажам, за нас секое изгубено време за Република Македонија е драгоцено и сметаме дека и затоа даваме шанса на пратеничката одговорност во собранието што ја носиме сите, независно дали ни се допаѓаат одлуките или не, за да ги фатиме роковите за Република Македонија, не за партиските договарања и преговарања. И повторно ќе кажам, јас сум застапник на ненасилството. Ние, наши колеги од ВМРО сочувствувале кога пред нашите домови протестира опозиционери и НН лица. Меѓутоа, секако дека и нас не ни е сеедно кога гледаме, а и со нас поделуваат одредени информации за сериозни закани. Она што мислам дека треба системот да го така. Заеднички да се застане еден зад друг. Секако, но и системот треба да застане. Иако имам уште прашања, имам уште многу прашања, Например, одиме ние на предвремени избори на крај на ноември, најкратко да речеме, со 60 дена скратување на роковите на 45 на минимум, и после конституираме собрање и подписнуваме со измена на уставот, тоа не фаќа календарски април до година. Во април до година имаме ние во април до година имаме председателски избори. Да, ама и Ципрас има избори, или ќе го замолиме да не почека ако може? Но има европски избори. Тој се изјасни дека Богданов, за крај, што ако вечерва ВМРО-ДПМН одлучи неподржување на уставни измени како став и бојкот на следни парламентарни воредни избори, впрочем само во 94 година, да подсетиме се случи тоа кога во вториот круг за изборите Љупчо Ѓоргиевски, тогаш беше начело на партијата, одлучи да не излезе и да бојкотира, и практично тогаш беше единствениот бојкот од една партија. Ете, за жал, како што кажав претходно, бидејќи за вината за неуспешноста на референдумот како процес јас ја наоѓам кај власта и владеачкото мнозинство. Тоа е лошата страна, добрата е, како што кажав на сам почеток, дека излегува 610.000 граѓани дадоа поддршка за, значи мнозинството граѓани, реално гласачи, го поддржуваат овој договор. Лошо е што се доведовме во една ситуација да барам излез во предвремени парламентарни избори кои што дополнително ќе ја продлабочат поделбите во државата. И тоа на ниво во веќе направени поделби во различните кампуси. Но тоа мислам дека во ВМРО сега, например, има членство кое што го поддржува дел договорот од Преспа и членството во НАТО. Од друга страна има и во Социјалдемократскиот сојуз, што се види и по овие проценти, кои што можеби не го поддржуваат договорот. Сега прашањето е, едни веќе гласаат за ВМРО, другите за СДСМ? Или тука се остава простор на некој трет? Тие ќе абстинираат? Можеби некоја независна листа на луѓе од ВМРО? И кое е на крајното мнозинство кое што ќе се добие, дали воопшто ќе се успее да се стигне до двотретинско? Затоа што доколку не успее владеачкото мнозинство да стигне до двотретинско мнозинство, тогаш сме во истата позиција како што сме денес, односно само ќе изгубиме 4-5 месеци. ВМРО ставот ќе го изградиме секако деновиве. Мислам дека бојкотот би била самоубиствена опција за партијата. Мислам дека треба да се учествува. Имаме право да ги бараме дел од условите кои што беа побарани, особено пржинската влада, која веќе со самиот закон нели дефинирана. Тука е анкетната комисија за испитување на референдумот, што претпоставуваме ќе се почне као процес во собрание. Смената на јавниот обвинител, и тоа беше побарано како услов во овој период. Денес имаше уште еден услов, некоја техничка влада, мислам, за тоа е неофицијално. Една година, да. Меѓутоа сите овие на крав на кришта овие услови кои се бараат се уште не се поминати низ органите на партијата, сепак се изјави на портпаролите или на претседателот, дополнително ќе ги поминуваме.
и мислам дека ќе се заземе став доколку има предвремени парламентарни избори, дека партијата ќе земе учество. Пауза за реклами, одиме во завршница на оваа дебата. Во завршница сме на оваа дебата. Ременски, она што го очекува Заев, предпоставуваме да седне со Мицковски на маса и да се договори. Сметате ли дека е можно такво нешто? Па јас би го свртела малку прашањето. Тој што поставува услови треба да очекува Заев да седне со него. Имајќи во предвид дека секако вратата е отворена за дебата и за разговор по однос на барањата. Но пак ќе кажам, оставаме простор за разумно расудување во овој период и за разумни барања. Се што ќе не дефокусира од клучното прашање зошто би се одело на парламентарни избори, а јасно е заради уставните измени и одблокирање на патот на Република Македонија за добивање на членството во НАТО во јануари месец и отпочнувањето на преговорите во јуни месец следнава година, ќе биде буквално барање на алиби за сето она што е, да кажеме, неодлучен и неодговорен став на опозицијата во овој период. ВМРО ДПМН во овој период има шанса за поправен испит, како и целиот процес има шанса за поправен испит. Во овој случај ВМРО има шанса за 2 поправни испити, имајќи во предвид фактот дека неучеството или тивкиот бојкот кој што стана јавен бојкот во очи референдумот со изјаснувањето на претседателот на опозицијата дека нема да излезе и ќе го бојкотира референдумското прашање, изјаснување, упати еден јасен сигнал до членството да не излегува. Сега верувам дека сите малку потрезвено размислуваат во ВМРО, имајќи во предвид пораките од меѓународната заедница и последиците од неуспехот на процесот. И тука повторно ќе нагласам дека најголемата грешка на ВМРО ДПМН, верувам дека нема да ја направат повторно, е да дозволат да се прилепат вон парламентарни движења, мотивации кои што немаат никаква опција и никаква алтернатива, туку напротив се на линија на спротивно на стратешките интереси на Република Богданов е Македонија. прашањето што нуди ВМРО ДПМН. Ако судиме по ова што е неофицијално, ако се формирала техничка влада според нив, а тоа е и риториката на Иванов, да продолжат преговорите зимето. Прашање дали воопшто другата страна ќе има преговарач, Мицотаки имаме договор ратификуван и тоа е и тоа е нешто што според мене сега за сега е утопија, меѓутоа е опција за ВМРО ДПМН. Па не знам, како партија немам изграден став дека ќе направиме подобар договор, апсолутно, напротив. Моето лично мислење, јас тоа го искажав и во неколку колумни пред референдумот, дека апсолутно подобар договор во иднина, среднорочно, па и долгорочно, не гледам кој би можел да направи, без оглед дали е СДСМ, ВМРО, ДУИ или некоја пета партија до тогаш да се формира. Меѓутоа мнозинството не мислат кај вас плодна вака. почва. Во Грција оваа плодна почва со Ципрас се погоди, еве, случајно овој период да се наредат коцките. Значи, тогаш ние треба да му помогнеме на Ципрас да победи на наредните избори. Да, па да даде време за преговори. Има Меѓутоа мнозинството не мислат вака и јасно е дека ставот на партијата може да биде сосема спротивен. Што останува тогаш на ВМРО ДПМН, ова што го вели Фросина, ако остане вака, може да остане само со радикалните надвор од процесот, а тоа се вон парламентарните партии. Ако тие пак победат на парламентарни избори, ВМРО ДПМН изгуби, каква е иднината на партијата? И внатре партиски не е можен конгрес, можно е да се смени статутот во прилог на лидерот. Јас го кажав претходно, јас сметам дека прашањето треба да се реши во парламентот и треба да се смогнат сили и партиски, па и од страна на претениците, значи ова прашање да го затвориме сега, во овој период, наредниве 2-3 месеци, да продолжиме како држава да напредуваме понатаму и да се занимаваме со реалните проблеми на Мислите дека има клима за вакво нешто, да ги убедите вие и вашите истомисленици неколкумина што видите, има свест кај голем број пратеници за влогот
особено и по пораките од меѓународната заедница, особено по пораките од сестринските партии. Денеска имаше едно соопштение од ЦДУ, Така. во кое што кажа дека доколку се блокира процесот директен и единствен виновник за пропаѓањето би било ВМРО ДПМН. Тоа значи и следува изолација на ВМРО ДПМН и на меѓународен план. Па да, апсолутно. Така што за мене разочарувачки што ниту ги подобривме односите во овој период со меѓународната заедница, како тебе се реформираше под наводници ВМРО или има ново раководство, ниту пак го зајакнавме капацитетот со албанските партии, така да некако излезе како во овој период да тапкаме во место, напротив, поготово кај меѓународната заедница, дури ги мислам дека ги нарушивме односите. И затоа сум присталица ова да се реши сега во собранието, да не се налепуваме со вонпарламентарни партии и групи, кои што лека по лека можат, но сигурно да го однесат ВМРО ДПМН во амбис. Дали сте сепак и за предвремени избори, дури и да биде ова сценарио, да се поддржат уставните промени од страна на некои пратеници на ВМРО, да се исполнат барањата од страна на власта или дел од нив поставени од ВМРО ДПМН, дали ВМРО ДПМН претендира дека би била во добра позиција, макар и изборите да бидат заедно со претседателските? Па видете сега, ВМРО кажа председател дека е подготвена. Се уште треба да се доструктуира и во наредниот период имаше изјава за Курир дека ќе следи уште едно доекипирање на партијата. Меѓутоа изборите се сепак голем ангажман и голем ангажман и на финансиски средства. Значи, сите избори знаеме колку коштаат партиски да се организираат, колку чинат, време, енергија, луѓе, ресурси и така натаму. Ќе се учествува, меѓутоа, доколку се остварат оние предвидувања дека може да се направи на европска широка коалиција, во тој случај ВМРО би учествувал со цел да добие 47 пратевник, бидејќи во таква една констелација на односи, мислам, илузорно е да се мисли дека ќе се победи, дотолку повеќе што и не знам како да се победи, ние немаме, за жал, се уште коалиционен капацитет изграден. Толку е веројатноста и дека ќе има подобар договор со Грција, отприлика како што е веројатноста дека ВМРО би можел да победи со кој ќе коалицира е прашањето. Груби, вие сте позитивен во однос на барањето и велите да, реално е барањето за пржинска влада, ако го гледаме... Реално, законско е предвидено во закон. Така, има ли време да се исполни тоа барање и да се направи, затоа што беа заради временскиот теснес роковите... Пошто малку ми е нејасна позицијата на ВМРО ДПМН. Значи, ако Богданов да го прашате. Да, сите заедно. Ако добие ВМРО ДПМН тоа што го бара, тоа значи дека ќе гласа за уставните измени? Зашто се условувањата? За глас за уставните измени или па другата теза која свртиме? Ако беше постигнат цензусот со 903.000 и повеќето ќе беа за, дали ВМРО ДПМН тогаш ќе гласаше за? Значи имало опција и сега, и претходно, дека ќе гласа за. Ретерирањето од тој став во моментов е поставување на позиции за преговарање и добивање на било каков дил. За мене, во моментов, сметам дека има простор да се седне, да се договори. Ако тоа е условот за они да изгласаат уставни измени уште утре, пошто и да се отвори уставот треба 80 и да се затвори уставот треба 80. Процедура е тоа. Да. Што значи и на почеток од тие 106 работни дена и на крај од тие 106 работни дена. Нека ги изгласат уште веднаш. Јас сметам дека има простор за преговори околу барањето. Да се договориме, да најдеме најдобро можно решение. Чим веќе има готовност да се гласа, но се поставува услов за тоа што да се добие за да се гласа, ајде да седнеме. Богданов, значи не да ви одговори на прашањето. Мислам дека условите се за да се излезе на предвремени избори, а не за да се гласа за, барем јас така ги разбрав од медиумите, бидејќи не сме имале се уште состанок. Веќе денеска ќе имаме и наредните денови, така да претпоставам тие се услови за да се оди на избори. И затоа реков дека би било политичко самоубиство доколку ради неисполнување на одредени услови воопшто не се оди на предвремени избори.
Пржинска влада, да, посекако, значи барем во овие рокови се и роковите се таму други во законот. Значи други не се во воопшто Уставот. не се ќе видиме дали воопшто има идеја да се ова што вели Артан да се поддржат уставните измени и дали па вие па ќе преговарате во тој случај за вакво нешто заради избори. Значи јас прв пат слушам опозиција да не сака на избори да оди и да поставува услов за да излезе на избори. За мене тоа е нешто што Барањето е е политички неприфатливо. Од искуство- Од друга страна, поставувањето на услови за пристапување кон уставни измени е сосема легитимно барање кое што вреди да се разгледува. Да, меѓутоа јас се согласувам со Богданов, повторно да ќе кажам, свативме дека тоа е за Тоа да ми се е излезе на тезата. парламентарни избори. Апсолутно, за да се нивелира теренот, како што и самиот социјално-демократски сојуз во 2016 Меѓутоа, повторно бараше ќе го нивелација. ревитализирам. Значи, нивелацијата се бара во услови кога сте во опозиција да барате. Во овој случај, кога прстот за неуспехот на евроатлантските интеграции од цела меѓународна заедница е вперен кон вас, вие не сте во позиција да поставувате услов за успех на тој процес. Има ли шансе да се Вие можете направи само да дадете гаранции поинаков став? дека процесот ќе успее доколку ви се прифатат Има ли некои шанси да од се барањата? прифатат барањата, ама за барањата возврат се да се однесуваат поддржат за- уставните Како да кажам, технички гаранции дека изборите ќе бидат легитимни и регуларни. Значи не се работи за не знам какви барања од страна на ВМРО дека ние да тргнеме со 20 пратеници плюс. Значи, вака, позицијата на ВМРО е јасна, не поддржуваат уставни измени, а овие барања се за не може да да излезат биде на јасна. избори. Се уште не се Недела Се уште не е дефинирани дефинирано. барањата. А меѓутоа одеше кон тоа. Недела дена пред референдумот, ставот беше дека ако мнозинството на граѓаните се за, ние како партија ќе го Да, меѓутоа почитуваме тоа. во Така ли услови, беше? во Ако услови не се- кога И во нивната не, програма, меѓутоа таму пишува во услови 295, кога така ја се остварува излезноста потребна поентата е дека во законската. било какви имало опција да се поддржи уставен амандман со цел на промена нели на уставното име како што име ставот. Значи имале опција, било во оптек, се разговарало. Дури еве хипотетички да сме имале 1 милион гласачи, од тие 610 ке гласаа за, значи ВМРО ДПМН ке гласаше за. Добро, тоа е така, доколку се исполнеа Секогаш законските услови за постоела референдумот. опцијата дека ќе гласаат за. Имаме колеги во собранието, сметам дека има тие кои што може да се одважат на времето, на историјата, на значајот на одлуката и ќе гласаат Богданов, за. би биле тие херои или предавници? Само кратко кажете ми во вашата партија. Би биле визионери. Ви благодарам. Ви благодарам на сите на оваа дебата вечерва и на вас, почитувани гледачи, што бевте со нас. Останете со програмите на Телма и следите ги вестите, каде што ќе се известува од состаноците што вечерва ги имаат извршните тела на двете партии, ВМРО ДПМН и СДСМ, и двете партии заседаваат вечерва. Пријатна вечер.